И покрај тоа што го пробиле рокот, актуелните и екс-градоначалници си уште имаат шанса да поднесат анкетен лист за имотната состојба. Председателот на ДКСК вели иницирале прекршочни постапки, но целта не е да се казнува, туку граѓаните да имаат увид со што располагаат нивните избраници. Ќе го следиме процесот, дали истите и покрај тоа ќе поднесат изјави, бидејќи целта не е казнувањето, целта е да биде транспарентен имотот и интересите јавноста да знае со што се дојдени и што се одат градоначалниците, бидејќи тоа целта на пријавување на имотната состојба за сите оние кои покрај тоа нема да поднесат изјава, комисијата ќе иницира постапки за проверка на нивната имотна состојба согласно закон. Градоначалникот на Скопје Ѓоргиевски вчера реагираше дека тој нема суштински промени во имотот од последниот анкетен лист кога бил градоначалник на општина Кисела Вода. Поради интензивни работни обврски не стигнал да го запази рокот, но ќе го поднесе анкетниот лист во следните денови. Поранешната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска реагираше бурно и ја обвини ДКСК за јавен линч. Доколку работеле професионално и доследно уште на почетокот од мандатот, ќе ги известеле лично за обврската. Во реакцијата Арсовска вели добро ќе било да сработат нешто за мултимилионската корупција во Македонија, отколку да се закануваат со прекршочни глоби. Државната комисија за спречување на корупција вчера ги објави списоците со имиња на градоначалници кои не поднели изјава за имотната состојба и интереси. Во едниот список се 35 поранешни градоначалници, а во другиот 19 новоизбрани кои не поднеле анкетен лист. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.